Печатницата Европа 92, прва во општина Кочани, од сончевите зраци ќе произведува електрична енергија. Денеска, на покривот на новата производствена хала, започна монтажата на фотоволтаични панели, кои ќе бидат во функција на мала централа. Станува збор за значајна инвестиција, која ефектите треба да ги даде на подолгорочен план. После добивањето на дозволите, станува збор за повеќе дозволи, кои што ги обезбедивме и сега почна со изведбата, значи со монтажата на опремата која што е донесена. Станува збор за мала централа до 50 киловата. Работи по принципот на производство на електрична енергија од светлина, односно фотоволтаична централа. Ефектите може да се очекуваат само на долг рок. На краток рок неблагодарно е да се каже, пошто на краток рок ќе има многу инвестиција голема, која што минимум на 8 до 10 години ќе се исплатува за да дојде до економската нула, така да се каже, да почне да заработува таа самата за себе. Ги охрабруваме сите кои што сакаат да работат долгорочно, доколку имаат средства да инвестираат, тоа е многу благородна работа пред се за нашето општество, општо за планетата Земја и не случајно е права експанзија во цел свет. Овој пионерски проект за Кочани е мощно значаен, бидејќи ќе мотивира повеќе стопанственици да се определат да инвестираат во искористувањето на алтернативната енергија, која на почетокот на 21. век доживува вистинска експанзија. Како прва инвестиција се надевам дека ќе биде почеток на повеќе вакви проекти, не само во Кочани, туку и пошироко, со оглед на изворедните предиспозиции кои што ги нуди и државата и пред се градот Кочани, и вакви проекти ќе бидат, ја очекувам дека ќе бидат во една експанзија во наредниот период. Имаше некои пречки во изминатиот период околу пеглање на регулативата, но мислам дека и тоа веќе е надминато со последниот правилник кој што беше донесен од страна на регулаторната комисија и веќе таков тип на административни пречки нема. Општините мислам дека исто навлегоа во оваа проблематика и им дека многу полесно ќе даваат одобрение за градби кои што се основни по предуслов за да почнат едни вакви проекти. Јас пак ќе кажам, се надевам дека ова е прва, но не и последна и дека веќе за многу кратко време ќе кажеме дека во Кочани ќе бидат направени минимум уште едно 4 до 5 вакви помали електрани до 50 киловати. Со просечно најмногу сончеви денови во однос на другите земји на Балканот, Македонија и особено Кочани имаат исклучителни поволности за искористување на сонцето како непресушен извор